Медиската контраверза околу протеченото видео од кое се надзираат елементи на тотална неподготвеност на соговорниците, но и стручна обработка на подметнатите визуализатори. Ја губи свежината кога преку мало рефреширање на меморијата. Дежурните рецензенти ќе мора да се соочат со искривената слика, која некој друг ја има наметнато како стандард. Прво да се разбереме, кој е тој што критикува? Замисли ситуација во која што јас доаѓам кај тебе, прво ми ги даваш прашањата, ми се напишани одговорите и јас ти така треба интервју да води. 37%, односно 7150 представуваат вработени кои што се дел од проектот. Ми се напишани одговорите. Така што да се разбереме кој критикува. Тоа се критичарите. Поблам не може да биде од тоа. Зашто излегува тогаш да се представува пред луѓето? Веднаш се види со каква катастрофа се соочуваме, со каков проблем се соочуваме. Поблам не може да биде од тоа. Зашто излегува тогаш да се представува пред луѓето? Таа чудесна моќ со која машината за импровизација ги елиминира вредносните критериуми. Не прекинува да ја тормози јавната сцена на која незаборавните популистички мерки како онаа за увозот на стари возила сега се негираат и депонираат како отпад, кој не баре друг дозволил да се внесе и да предизвика незапамтена полуција. Сите развиени држави и државите во развој се трудат да го подржат процесот за замена на стандардните со електрични автомобили. Ние го штитиме интересот на 100.000 луѓе, односно 100.000 семејства кои што треба да ги заменат своите стари возила и дополнителни 100.000 луѓе кои што во моментов, односно семејства, не можат да купат никакво возило. Оваа радикална промена на тезите сепак не ја депласира Силвана Бонева. Таа е на чекор до признанието за придонес за достигнување на високи еколошки стандарди, награда за која се квалификува благодарејќи на заработените 12.000 евра и тоа само за патни трошоци, што ширум ја отвараат вратата за набавка на софистициран електричен автомобил, со што барем нема да ја загадува животната средина на своите секојдневни скапи тури од Струмица до Скопје и назад. Кога станав пратеник 2002 година, купив половно возило Opel Corsa и со 97.000 километри поминати, вредеше само 2.000 евра, го возев уште 200.000 километри. За тие 200.000 километри става во возилото само вода и масло. При ваков редок пример на висока свест. Небулозни изгледаат обвинувањата кон битолскиот градоначалник кој се товари дека го преплаќал бесплатниот транспорт на учениците. Оттаму е разбирливо дека неговите сограѓани се пресрекни што го имаат него за кмет, а не Бонева. Па ликот и делото му го опеваат со нескриени чувства за искрената љубов. Денес на овој убав и свечен ден душата ни е полна со среќа и радост. Во знак на оваа емотивност му посакуваме добро дојде во Луговарди на градоначалникот на општината Битола. Ако не е дојден, сепак му пожелуваме. Тоа на Талевски, она на Бонева се сепак само дребулиот и патот по кој се патувало во изминатите 10 години изгледа дека е толку уништен, што не помагаат ниту крпеници за да ги затворат огромните дупки кои што зјаат веќе на секој чекор. Преку опрема за шпионирање украдени 862.000 евра. Тоа е ситна пара. Нека им се алал и ќе им ги простиме. Они цела држава изедоа пред дете. Колку треба да украдеш за да биде среќа? Они цела држава изедоа пред дете. Укради 1, 2, 5, 10, ама 100, милиарда, 2, 3, 5, треба да видиш проблемот е во главата. И на крајот, кога сме веќе кај главата. Вистината ќе се исплива на површина. Таа е како шило. Парите, како и вистината, се како шило. Кој го остри, треба да биде предпазлив дека еден ден можеби ќе биде набоден. И тоа никогаш од шилото, туку од вистината за парите.